Да, токму така се наоѓаме во Горно Сонје, во општина Сопиште во Скопје, а тука сме по повод отварањето на новата возобновена патека насловена како Феникс, која е проект на 3 амбасади во рамките на Славковиот проект на амбасадата на Република Австрија, на Република Словачка, како и на амбасадата на Чешката Република. Утрово заедно со нас е амбасадорката на Република Словачка, нејзината екселенција, госпоѓа Ивета Хрицова. Госпоѓа Хрицова, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Република Словачка во моментов председава со форматот Славков Аустерлиц. Што всушност представува овој формат? Slavkov format is really platform linking us 3 countries, Czech Republic, Austria and Slovakia. And this platform is important for us, giving us the opportunity to, on one hand, coordinate our political solutions, then maybe share some concrete solutions quickly, concentrate on the cooperation among these countries, especially in the areas of energy, European integration, connectivity and cross-border cooperation. Нашите 3 земји, Република Словачка, Австрија и Чешка. Неговата цел е да се координираат политичките позиции, да се засили регионалната соработка, а особено за да се најдат заеднички решенија во областите како што се енергетиката, европската интеграција, транспортот, прекограничната соработка. Во моментов, како што најавивте, наоѓаме во Горно Сонје, во општина Сопиште, и тука сме по повод отварањето на оваа патека Феникс, што е дел од трилатерален проект. Што всушност представува овој проект за возобновување на патеката и за поставување на патокази, колку таа е значајна за развојот на спортот и за туризмот во овој дел од градот? Maybe I could tell you, before I will just give answer to your question, that this is a trilateral project, and this project has 3 parts. First part is here in Vodno. Then second part we have in Shar Mountains, and the last one is in Baba Mountains, in Peliste National Park. So the ambition of all of us was, of course, to deliver very concrete and tangible results for this community. We wanted to improve the hiking trails in all these 3 areas. Our ambition, of course, is to deliver concrete results and to help communities, not only by improving this hiking trails infrastructure, but in the same time to give more opportunities for smaller businesses and for agrotourism. But not only, there is also a very important moment that this is the investment for sustainable tourism. Значи, дозволете ми прво да потенцирам дека ова се работи за трилатерален проект, така што секоја држава има свој дел во овој проект. Конкретно тука Чешка го има проектот на Водно, Австрија го има проектот на Шар планина, а ние како Словачка нашата траса ја правиме на планината Баба, односно во националниот парк Пелисте. Со овие проекти сакаме да понудиме конкретни, видливи резултати за нашата соработка, со што ќе обновиме и ќе развиеме туристичката инфраструктура, не само да се постават нови патокази и нови патишта, односно нови патеки, битно е да овозможиме безбедно и одржливо движење во природата. Сметаме дека со тоа ќе локалното население ќе има многу придобивки, ќе зголемиме посетеноста во регионот, ќе се поддржат малите предприемачи, особено во услугите на агротуризмот,
со што ќе понудиме подобра поврзаност со околните општини и ќе ја зголемиме атрактивноста на областа со тоа што инвестираме во одржливиот туризам. Амбасадор Кетали, со словачкото председавање може да се отвори врата за нови форми на соработка со Македонија во наредниот период? Yes, absolutely. We are using our presidency to develop a new contact beyond the traditional partners. On one hand, we would like to share our experiences. We do have from the Western Balkan countries. On the other hand, of course, we're just looking for new initiatives, joint initiative, namely, again, focusing on tourism, green transition, but also we very much believe that in a crisis management area we could find very interesting projects. Да, апсолутно. Со нашата амбиција всушност да ги пренесуваме добрите искуства од регионалната соработка и во однос на земјите на Западен Балкан. Ве сметаме за важен партнер, особено во областа на туризмот, зелената трансформација и градењето на локалните заедници. Славковскиот формат ја промовира регионалната соработка меѓу Австрија, Чешка и Словачка. Како овој модел на соработка може да послужи како пример и за други иницијативи на Западен Балкан? Actually, Slavkov format, we very much believe that cooperates on the pragmatic, very pragmatic logic, and we very much believe that this is a way how this and this model could be extremely useful also for the countries here in the Western Balkans. Simply focus on the really delivering the concrete results, really pragmatic cooperation, because also this is an example and good example that the smaller size and medium size countries could have a successful project if they cooperating together pragmatically and closely. So we very much believe that this is a good model, and it could be good model as an inspiration also for countries from the Western Balkans. Славковскиот формат покажува дека доколку соработуваат заедно и помалите земји можат да постигнат значителен ефект, особено доколку се до тоа е на практично, односно прагматично ниво. Нашиот модел е заснован на довербата, прагматизмот, конкретните цели, не на некои сложени структури. Тоа е доказ како мали и средни земји може да соработуваат заедно со тоа што ги координираат регионалните интереси, ќе ги споделуваат искуствата меѓусебно и со тоа ќе се поддржи стабилноста и модернизацијата и европската перспектива на која. Амбасадор, ќе ви благодарам за одвоеното време. Thank you so much. По повод отварањето на новата патека Феникс во Горно Соње разговаравме со госпоѓа Ивета Хрицова, амбасадорка на Република Словачка.